Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембари, не мрсе користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Во мртва трка, нашата вонредна политичка анализа за вас мембари и овие надпревари во Лигата на шампионите. Ако стигнеме порано, ќе се обидиме да објавиме емисијата пред да почне денешните надпревари во Лигата на шампионите. Во неделата беше интервјуто со адвокатот на Лјупчо Палевски Палчо. Огромни реакции, огромна гледаност, тоа ќе стигне некаде до 150.000 прегледи, најмалце меѓу 150 и 200.000 прегледи според сегашните тенденции. И имаше неколку реакции на мембари. Мембари со црвено, што ќе рече дека мембари кои се безмалку од почетокот на овој YouTube канал наменет за membership Васко Евтов. И би сакал нели на почетокот нив да им одговорам. Можеби ние да имаме различни ставови за СДСМ, за ВМРО-ДПМНЕ, да сте за Трамп или да сте против Трамп, да сте за длабока или против длабока држава, Македонија да е членка на НАТО и на ЕУ или да не е членка на НАТО и на ЕУ, и тоа се политички разлики. Тоа се разлики кои се дозволени, кои се потребни и врз база на конфронтација на тие разлики да се стига до одредено ниво на Република Македонија, кој е најдобро за сите кои живееме во Република Македонија. Но кога имаме драматични цивилизацијски разлики, а тоа е дали Лјупчо Палевски убил или не убил, дали треба да му се дозволи на страната која тоа го направила да има право да каже, да манипулира, да ја меси како тесто македонската јавност, тогаш веќе се драматични цивилизацијски разлики. Тоа може да го прават на други места. Тоа може да го прават на други телевизии, на други подкасти, како оној попот од Кочени кој го редеа, кој го вртеа на овие нивни подкасти, на овие нивни телевизии, за да го стават под тепих целото незадоволство во Кочени и околу настаните во Кочени, тие веќе 61 жртва после она трагедија во дискотеката во Кочени, но не може тука во емисијата во Центар. Суштината на интервјуто беше да се растури како бугарска скупштина, како кула од карти, целата нивна стратегија, одредена одбрана, дека некој го мести, калето, Трамп, американци, длабока држава и така натаму, полициски структури, АНБ, НЕАНБ, Светјанб и така натаму, и структура која 34 години е супортирана, помагана, на кој му се давани информации, давани привилегии токму од таа полициска структура, што ке рече не е жртва, туку корисник на полициски услуги, сега после 34 години некој да дојди, да ми ја продава приказната, дека полицијата го местела него и дека поради тоа се случиле овие работи во Република Македонија и тој е невин како мајка Тереза, тоа не може да се прави тука во емисијата во Центар. Тоа е една сериозна структура. Ако не ми верувате, сериозно опасна, да не речам во наводници сериозно болна структура. Ако не ми верувате, одите на коментарите под видеото на емисијата на мојот пејдж Васко Евтов во Центар и ќе прочитате исти такви коментари од луѓе кои биле блиски на Лјупчо Палевски Палчо, кои овој филм кој јагнињата ке стивнат сака да го парафразират насловот на филмот во сите можни прилики, па се закануваат, па бои и така натаму и така натаму. Јас не сум Бранко Геровски, јас не се жалам, јас не плачам, не пријавувам. Јас сум секош подготвен да го носам товарот и на популарноста и на влијанието и така натаму, но мислам дека државните надлежните структури треба да си реагират и се завршат работата. Не велам дека Кочени немаше да се случи ако се расчисти со оваа структура. Ова структура е една лумпер пролетаријатска структура, структура која е на маргините на општеството, структура која е на маргините на општеството и успева да биде подложена на една индоктринација, борба против длабока држава, нема корона, 5G, зрачење и така натаму, антиглобалистичка теорија како што тие нарекуваат, одредени тешки анализи, не знам, Викторија Нулан правила тоа во Украина, така натаму. И еден центар или два центри ги координираат сите тие активности и таа структура која ќе биде наметната некаква операција, некаков дрил, кој ќе поминат некаков психолошки, секаков друг дрил, тога стануваат многу сериозно орудие во раците на одредени структури кои може да направат проблеми и тука во Република Македонија. Па ајде сетете се вие кои сте повозрасни, кога одевме на ослужување на војниот рок, што нас ни правеа. Имавме обуки 3, 4, 5 или 6 месеци. Во тие обуки требаше мозокот да ни биде истрениран до ниво на автоматизам, да не поставуваме прашање зошто, туку само да прашаме како нешто да направиме. И кога ќе ви истренират, вие автоматски да постапувате,
тогаш вие можете да бидете сериозно орудие во раците и на вашите надредени, предпоставени и на државата поранешна СФР Југославија. Ако овие структури, излечени од маргините на општеството, на кои им се наклюкани најразлични теории, каде што овој човек го нарекува царот или папата, што ќе рече една командна, една вертикална структура, тогаш ако им каже царот да пукат, тие ќе пукат. Ако им каже папата да пукат, ќе пукат безпоговорно го слушаат папата. Во едно од вонредните политички анализи некаде пред 2 години ви го објаснив нашето искуство од Кавадарци со Велибор Манев. Тој не фотографираше, бевме на некаква средба со градоначалникот Јанчев на Кавадарци. Јас секогаш кога одам на средба со Јанчев, одам во присуство на друг човек, во таа прилика беше Филип Петровски, не фотографира доека бевме тамо. Му ја пратија фотографијата на Лјупчо Палевски и тој преку Доказ порталот ја објави пред македонската јавност. Се изнервира Митко Јанчев, доека бевме тамо ги прегледа сите камери, точно се виде кои се луѓето кои го снимаа тој настан, или таа средба, или тоа кафе пиење. Додека јас бев во тоалет, тие се скачкаа со Филип Петровски се замина. Еден од нив, еден од овие четворица кои се осомничени за двојното убиство на Панче Жижовски и на малата Вања Ѓорчевска. Тоа е таа структура, знаете. Ако таа структура не биде санкционирана, а јас очекував државата тоа да го направи ноември-декември 2023 година, и ако тоа не го направи Оливер Спасовски, јас очекував дека тој ќе го направи Панче Тошковски, ако не го направат ни едниот ни вториот, тога знаете како вие ќе го бидете овие Шишев, кога Лјупчо Палевски во на затворско комбе му дава писулче и му вели договорено е со Мицковски и со Тошковски да ме ослободат, и кога ќе ме ослободат мене, јас ќе ве ослободам вас. Видите, за да го спречите, да ја спречите таа инцесуидна политичка, криминална, полициска врска, вие мора да го растурите колото. Ако не го растурите колото, тогаш што може да ве експлодира во раце. И имате Трајче Петрушев. Тој е лажен профил на Фейсбук. Тој е човекот кој му ги префарла парите на Лјупчо Палевски Палчо кога се наоѓа во Белград. Човек кој има завршено студии во една западна европска држава, кој живее сега во Швајцарија, фатен во одредена афера со свештеник на Руска православна црква, и сега претпоставувате за кого одработува. Целата оваа структура, Фейсбук, структура на социјални мрежи, тој ја контролира. Јас се надам дека ќе дојде некогаш во Република Македонија, дека овие наши надлежни структури ќе увикнат на кафе, да го прашат, бидејќи знаете, секоја држава се има свој имунитет. Ако вие не го користите имунитетот, ако ДНК, некоја структура, витамин Д, суплементи пиете и така натаму, тоа го правите за да имате имунитет. Имунитетот ви користи кога ќе бидете нападнати од грип или корона, организмот да ви се справи со грипот и со короната. И ако ова е некоја наша корона, мизерна корона, тогаш тој наш имунитет, надлежните институции на државата треба да го користат тој имунитет. Треба да се справат на најдобар можен начин со тие последици на грипот и на короната. Тоа јас се го очекувам. Па не може адвокат да дојде да ви каже дека бил скаран со Лјупчо Палевски Палчо, ама бидејќи било оној ден кога не се работело поради самитот НОПСЕ во Република Македонија, иако биле скарани, го однел во Белград. Не го прашал што треба да прави во Белград, тој му кажал дека ќе се сними за кичмата, овој гледа дека овој воопшто не се снима за кичмата и се враќа назад во Република Македонија. И тој е во иста канцеларија или делат канцеларија со адвокатот кој го брани сега Лјупчо Палевски Палчо. И сите ние треба да пиеме нафта, да бидеме будали и да не видиме некој поврзано за целата таа структура. Па тоа треба да се растори. Имунитетот на државата треба нас, граѓаните, да не заштити од такви процеси. Ако не заштити, што нас не простанува? Самите да се организираме. А тоа можеме да го правиме на избори. Во првата фаза да се организираме и на избори на власт да донесеме нови други структури. Бидејќи овие структури кои биле на власт 34 години кооптирале, кохабитирале, работеле, земале пари или ги плаќале овие структури. Тие структури ноември-декември 2023 година 2 пати пука. Во Панче Жижовски и во Вања Ѓорчевска. И нас памет пак не ни доаѓа. Значи, сума сумарум, ако не делим исти цивилизацијски вредности, ама одма да се отпишите. Нема потреба да се мачите и да слушате или да гледате интервјуа на емисијата во Центар. И не можеме да имаме различни политички ставови, различни социолошки ставови, различни геополитички, различни економски, финансиски ставови, но ако имаме различни цивилизацијски ставови, тогаш ние не можеме да комуницираме. Ние не се допираме, ние во една точка мораме да се доприме, а тоа е да имаме исти цивилизацијски ставови и да имаме некои слични погледи каква држава треба да биде Република Македонија.
Во спротивно, овие структури кои секогаш на далечинско може да бидат искористени, употребени или злоупотребени, ќе бидат хранети. Ќе бидат хранети како печурки на кои им ставате ѓубриво, ги ѓубрите, ги држите во некоја темница и тие печурки, нели, на крај можат и отровни печурки да станат. Не мора да станат овие печурки кои користите шампиньони или некакви врган печурки, може да станат отровни печурки. И тоа е суштината, да се спасиме од тие печурки. Гледате, како власт, ајде да доиме на нашата политичка анализа или на теренот на нашата денешна политичка анализа. Гледате како власта ја стиша енергијата и кочани, и синдикални протести. Се успе да стиши. И членот на обезбедувањето на Христијан Мицкоски, кој го фатија со 50.000 евра во мотел или во хотел во близината на Велес или во градот Велес, одеднаш целиот процес, целата таа енергија ставена под контрола. Знаете, за да ставите таков процес и енергија под контрола, може би ВМРО ДПМН е успешна или умешна тоа да го прави, но тоа не може да го направи сама ако нема поддршка на сестринската партија СДСМ. Во оно интервју со адвокатот на Палевски, на крајот на интервјуто, ви најавив дека ќе имаме вонредна политичка анализа каде што ќе објасниме дека процесите почнаа во Кочани и денес добиваат забрзување или добиваат една трагедија, трагична ескалација токму во Кочани. Вие кои сте повозрасни, се сеќавате на аферата Дувло, прислушкување или снимање следење на штабот на ВМРО ДПМН, тоа на стара жолта зграда, каде што сега е изградена ова бела палата на Христо Татарчев, и имате аферата Сина птица. Сина птица е мотел некаде 3-4 километри во близината на Кочани. Значи мотел Сина птица Кочани, дискотека Пулс Кочани. Гледате како кругот се затвара. Ако 1992 година припадници на македонската армија или АРМА, припадници на Министерството за внатрешни работи, имале во Сина птица средби со одредени припадници на ВМРО ДПМН, каде што требале да направат некакви гарди, паравоени, параполициски структури, нели, за одбрана на Република Македонија, и во одреден временски период тие парамилитантни структури да бидат искористени за денунцирање, за стигматизација на ВМРО ДПМН. Дете сега таа структура во близината на Кочани, која тогаш е ангажирана за да ја стигматизира ВМРО ДПМН и на тој начин да покаже дека тие не учествувале во формирање на ВМРО ДПМН. Полиција, посебно КОС, посебно АРМА, ве следат и се обидот да ве стигматизират за да ја скријат врската, за да ги скријат трагите дека токму тие учествувале во формирање на таа политичка партија. Значи тоа го прават за да покажат еве ние ништо немаме со ВМРО ДПМН. Ги следиме, сакаме да ги стигматизираме, сакаме да ги денунцираме, сакаме да им направиме одредена парамилитантна афера, како што се праеше со она афера Наца Василевиќ и оружјето за хрватската армија, тамо некаде почетокот на 90-те години на минатиот век. И одеднаш имате 2025 година. Истата таа структура, која 92 година сакаше да покаже дека тие не ја формирале ВМРО ДПМН, односно дека биле само наследници на СДСМ, сега 2025 година покажа дека девете политички структури се всушност контролирани од нив. Така што ставањето од акта, издишувањето на целата енергија Кочани, обезбедување на Христијан Мицкоски, синдикални протести, всушност се одредена заедничка акција, заедничка операција и на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Да се го штитат капиталот, да се го штитат богатството, да се штитат власта, која е делат изминатите 34 години. Значи истата структура која направила Сината птица во Кочани, не го направила тоа што го направи во дискотеката Пулс, нели, да се разбереме, но ја злоупотребува целата таа трагедија да ги седни на маса двете политички партии. Затоа имате лидерска средба. Затоа после таа лидерска средба вие не знаете кој е власт, кој е опозиција, кој е вода, кој е киселина, кој е риба, кој е девојка. Гледате СДСМ сега не знае СДСМ како да гласа, како да се однесува во собраниски комисии, кој е опозиција. И одеднаш имате, нели, левица, која се обвинува дека сака да ги злоупотреби студентските протести, која сака да ги злоупотреби синдикалните протести, која сака да ја злоупотреби трагедијата во Кочани, па што праве СДСМ и ВМРО ДПМН 34 години, па ги злоупотребува сите тие процеси без разлика кога биле власт или кога биле опозиција. Одеднаш удба е нашата судба или судбина, а во конкретниот случај некој мешавање на удба и на КОС нас ни покажа дека двете партии се нивни рожби и тие како
мајка и како татко мора да се грижат за таа рожба, како тоа ќе направат, па со некоја заедничка влада, која е само прашање на техника, како ќе биде направена после таа лидерска средба на Венко Филипче и на Христијан Мицкоски. Ајде да ја прошириме приказната. Постојано веќе 2, без малку 3 години ви велам дека Зоран Заев и Христијан Мицкоски се сијамски близнаци, дека е како некој систем на врзани садови и дека ако падне едниот, ќе падне и другиот. За да не падне едниот, мора да биде одржуван другиот. Кога е власт Зоран Заев, го штити Христијан Мицкоски. Кога е власт Христијан Мицкоски, гледате, го штити Зоран Заев. 9-10 месеци никој не говори, никој не споменува за Зоран Заев. Ако првиот човек на пазарен инспекторат треба да биде врвот на борбата против корупцијата, ако Сокол, кој бил прв човек на овој притворски затвор во Шуторизери, треба да биде врвот на борбата против криминалот и корупцијата. Ако првиот човек на овие општи заеднички работи, пријателот на Димитар Ковачевски, Таче, Пеце Мирчевски, треба да биде врвот на битката против корупцијата, тогаш ние немаме корупција во Република Македонија. Ако се тие ледениот брег на корупцијата, тогаш ние сме нормална, средена држава од средна Европа, која многу добро се анализира, многу добро ги води процесите во Република Македонија. Тогаш од каква окупација ќе не ослободува на 8 мај минатата година? Од каква корупција ќе не спасува ако Пеце Мирчевски е највисоката точка на корупцијата во Република Македонија? Корупцијата ќе се барате тамо ке тие што биле премиери, тие што направиле одреден октопод, една метастазирана структура, која соработува помеѓу Белата палата и Бихачка, тамо ќе си барате криминал, тамо ќе си барате корупција. За тоа да го направите, треба да имате силни политички структури, треба да имате силна опозиција, не срасната власт и опозиција, треба да имате силни обвинителски и силни судски структури. Ако имате судство, ако имате обвинителство, ако имате политички партии, тогаш мора да имате уште една структура. Тоа се адвокати кои ќе ги врзуваат сите овие структури во едно цело, или како велеше на реклама, цело е кога има се. Без адвокатите не може да бидат врзани овие политички и судско-обвинителски структури. Затоа адвокатите не се само дел, туку се клучен зачин, клучна миродија на целиот тој процес. Гледате, овој Джанго каква адвокатска структура направи во Република Македонија. Прво ја наполни со пари, но знаете, не расчисти со плевелот во нивните редови. Па тоа и беше суштината, да ги наполни со пари, црни пари да се вртат во целиот тој триаголник или четириаголник и никој да не биде санкциониран. Никако кој политичар ќе падне од власт, тој ќе отвори адвокатска канцеларија. Па ќе почне да прави транге-франге операции, или ќе биде некој извршител, или ќе биде некој нотар, или некој негов близок ќе биде адвокат, извршител или нотар, и тие функционират и влакно, не им фали 34 години во Република Македонија. За вие да расчистите со тој мастадонт, мора да почнете да ја менувате власта. Се доека власта се смета дека е неменлива, дека се менува час едниот или час другиот, тогаш нема како да расчистите со тој систем. Ако пропадни СДСМ, тогаш нема место на политичката сцена за ВМРО-ДПМН. Затоа се баранат тие две структури, затоа СДСМ не ја растори ВМРО-ДПМН после настаните на 27 април, како што денес ВМРО-ДПМН нема да дозволи да пропадни СДСМ, бидејќи во оној момент кога СДСМ ќе пропадне, тогаш место на политичката сцена нема за ВМРО-ДПМН. Тоа се тие две структури. Едните, така наречени наследници на комунистичката номенклатура, и вторите, така наречени наследници на борците за независност на Република Македонија. Едните со некои релации со Белград, другите со некои релации со Софија. Во меѓувреме тоа се измеша, антените на едните се кон Белград, а биле кон Софија, антените на другите се кон Софија, биле кон Белград, стана една карма каша во која не се знае кој јаде и кој пие. Но за да ја нема ВМРО, треба да ја нема СДСМ. Тогаш ние би влегле не во некој словенечко, би влегле во некој бугарско сценарио. Гледате, БСП е маргинална политичка партија во Бугарија. Иван Костов, партијата која ја рушеше комунистичката номенклатура и комунистичката власт, е некоја минорна политичка структура во Бугарија. Се јавуваат политички партии, дали на Бојко Борисов, дали на царот Симон Саксобурготски, доаѓаат на власт и паѓаат од власт. Тогаш имате и контрола демократска на медиумите, кај нас Калето ја промаше целата таа структура, им дозволи на луѓето кои биле вградени медиумски во режимот да останат, да бидат вградени во заевизмот и сега да бидат вградени во мицковизмот, всушност да бидат вградени во длабоката држава Република Македонија, кој е татко и мајка и на ВМРО и на СДСМ. Да ја нема ВМРО, мора да ја нема СДСМ. Не само Заев и Мицковски, многу е поширок, многу е посилен целиот тој процес. Затоа реков јас, процесот на нормализација на Македонија
беше да се исчисти влијањето на Зоран Заев во СДСМ. Го одбра Димитар Ковачевски, кој немаше ни интелигенција, кој немаше ни хохонес, што велат шпанците, да се спротистави на Зоран Заев, го носат Венко Филипче. Гледате, Венко Филипче е избран сега единствен кандидат со непосредно гласање на целото членство. Видите, која пародија е претворен целиот тој процес. Вие имате единствен кандидат како во Северна Кореја, и сега тој немал 9.000, имал 18.000 гласови. Значи, е зголемил довербата. Па како ќе намали довербата ако еден избор? Тоа е трагедијата на Република Македонија. Две политички партии, 34 години на власт и Македонија никош не била во полоша позиција. Знаете, задоволен сум кога моите проекции се остаруваат. Не по 5 години, не по 10 години, после 2 месеци од тоа кога биле кажани. Илон Маск ви кажав дека е прашање на техника како длабоката држава околу Доналд Трамп ќе се дистанцира, ќе го пушти низ вода Илон Маск. И тоа се случи на елиминатата недела. Сега е прашање на техника, на време, на политичка проценка како тоа ќе се случи. Која сто го објавив некаде пред 1,5 месец, доаѓавте или некој од вас доаѓа и луѓе кои не се мембари на емисијата, на кои им било тоа кажано или раскажано, и веле не може да се случи. Тој ќе биде иден председател на Америка. Дури ќе се смени американскиот устав само за да може Илон Маск да биде председател, ако не биде председател, тој ќе биде председател во сенка и тој ќе ги влече конците, тој ќе ги влече потезите. Кога ви кажав дека Гордана Селјановска ќе биде адресата, ќе биде поштенското сандаче, каде што ќе се стационират овие удбашки структури, кои ќе помагат и ВМРО ДПМН, но формацијски нема да бидат толку блиски до Мицкоски, ќе бидат до Гордана Селјановска. Имате аферата каде сопругот на Гордана Селјановска или еден од имателите на фришопови 93-94 година, близок пријател на Павле Трајанов, поранешен министар за внатрешни работи, Слободан Богоевски, големиот шеф на македонската тајна полиција, на една средба во Скопско Дебар мало на улица Бојамски или која улица тамо, со своето Порше. Може би со тоа Порше ги има носено тие стотици илјади евра во шише кои се најдени на оној пат негов преку Будимпешта, која треба да завршат на некоја непозната дестинација. И тој е фатен како со Поршето е паркиран тамо кај што не треба да биде паркиран. И тоа е мал прекршок, знаете, тоа не е ништо безмалку во услови на ова што се прави сега во Република Македонија. Но тоа има една силна порака. Пораката е дека тие се над законот. Дека законот ништо не е може. Знаете, кога сте вие над законот, кога законот ништо не може да ви направи, тогаш вие всушност сте стимулатор на беззаконие во Република Македонија. Истата таа структура беше нон-пейперот на Грција 2001 година. Нон-пейперот кој подоцна се преточи во рамковниот договор. Тој конфликт на Стојан Нандов и на Ристо Гуштеров, кој да биде дел на власта од тогашната либерална партија или ЛДП во влада на Никола Груевски, партија која згасна Иван Величковски, на крајот останува Срđan Керим да биде министар за надворешни работи. И тој почнува процес кој го завршува Илинка Митрева, покојната Илинка Митрева како министар за надворешни работи, преточен во рамковниот договор во Република Македонија. Таа структура е на власт 34 години. Срđan Керим бил дел на најтесното раководство на Белградска Црвена звезда. Белградска Црвена звезда била секогаш клуб на српска удба, како што Партизан бил клуб на Југословенската народна армија. Кога има трагедија во Кочини во Република Македонија, Белградска Црвена звезда и Скопски Вардар имаат пријателски надправи. Тоа не е лошо, тоа е за поздравување. Но структурите кои стоеле, ајде да не го земеме сега Скопски Вардар па да правиме тука некакви карми каше, бидејќи клубот се наоѓа во многу незавидна финансиска играчка позиција, добро што сега се крева, има добри резултати. Белградска Црвена звезда, која поминува низ сериозни премрежа до доаѓање на Александар Вучич на власт во Република Србија, удбашка структура донесена на власт во Република Србија, што прави? Па ја помага удбашката Црвена звезда. Таа симбиоза на Српска православна црква, на белградска политика и на Црвена звезда е столбот на функционирање на српската удба и на српската држава. Кој доаѓа да подаде рака во Република Македонија после на трагедија во Кочини па Белградска Црвена звезда? Кој бил дел на најтесното раководство низа на години на Белградска Црвена звезда? Срđan Керим. Кој е фатен со Поршето во центарот на Скопје? Срđan Керим. Со кого е фатен? Со сопругот на Гордана Селјановска. Што била Гордана Селјановска? Па била министар во влада на Бранко Цренковски. Кога била министар во влада на Бранко Цренковски, што се направило? Па биле поделени фришоповите, добил незиниот сопруг. Па имали потреба повеќе да се објасна. СДСМ и ВМРО во Кочани можеле дојдат со заеднички кандидат. Гледате, заеднички кандидат е меѓуфаза до независен кандидат.
или до независни листи на локалните избори во Република Македонија. Кој е најголема опасност за СДСМ и за ВМРО-ДПМН? Независни листи на локалните избори. Независни листи 50, 60, 70, 100 во различни градови на Република Македонија, кои што не може да бидат под контрола на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. ВМРО и СДСМ може да се здружат против левица или против некои други политички партии. Но кога имате како во Кина во времето на Денг Сјаопинг или на Мао Цетунг, секое село, секоја куќа да има своја челичана или своја железарница, да може да топи железо и да го користи тоа железо во некакво производство, како велат сите цветови да цветат, тоа беше кинеската филозофија. Ако имате вие стотици независни листи на локални избори во Република Македонија, тогаш граѓаните ќе може да ги казнат и СДСМ и ВМРО-ДПМН. За да го спречат или да го исконтролираат тој процес, тие мора самите додат прво со заеднички кандидати, па да тестират расположение на јавноста, па ако помини таа идеја, тогаш е мала трансформацијата од заеднички во независен кандидат. Тога СДСМ и ВМРО ќе излезат со своји независни листи за да го контаминират, за да го компрометират процесот, за да не бидат поразени од еден таков модел, тие мора да го јавнат моделот, да го контаминират, да го компрометират тој модел, за да тој модел не може да ги симне од власт во Република Македонија. Како вие може да го победите ВМРО-ДПМН? 250 милиони евра има на располагање за трошење на локалните избори. Се уште не почна да делуваат, бидејќи ако тие не знаат да водат надворешна политика, ако тие не знаат да има демократија, ако тие не знаат да прават мноштво на работи, знаат како да трошат пари и како да менаџират со пари во политички процеси. Тие точно имат проценото дека на 3-4 месеци пред избори треба да почне да се гради. Не под земја, туку над земја. 1 евро од тие 250 милиони нема да оди под земја. И ако го слушавте на времето Трифон Костовски, тој велеше дека ние имаме руинирана канализација, дека само прашање на време кога ќе експлодира, кога ќе не испозарази таа канализација во главниот град на Република Македонија, ни СДСМ, ни ВМРО, еден фенинг немаат потрошена канализација, зашто беќе тоа не се гледа, тоа е под земја. Сите тие пари на фонтанчиња, на паркчиња, на одредени центарчиња ќе бидат направени тениски игралишта, фудбалски игралишта и така натаму, и ќе списка 250 милиони евра. Како вие може да победите некој кој ќе списка 250 милиони евра на локални избори во Република Македонија? За да нема северно-корејско сценарио, сите градоначалници да ги има ВМРО-ДПМН, а ниту еден да нема СДСМ, ВМРО-ДПМН ќе одлучи кои градоначалници на СДСМ може да бидат победници на локалните избори. И тука ќе биде проблемот на Венко Филипче. Например, ако кандидат на СДСМ не избори во Карпош или во Центар победи, а СДСМ има само 5 или 6 градоначалница, тогаш тој ќе биде гледан, тоа е сосема нормално, како наследник на Венко Филипче кој ги има изгубено локалните избори. За тоа да не се случи, Венко Филипче ќе мора да има контрола. За да не му се случи сегашниот градоначалник на Центар, да биде поддржан од Зоран Заев и преку него Зоран Заев, Горан Герасимовски, и преку Горан Герасимовски, Зоран Заев да го контролира или да го смени Венко Филипче, или да се случи лесно ВМРО-ДПМН да не сака да има свој кандидат за градоначалник во Центар, за да може да дели маркички, да може да дели локации, тоаш најлесно тоа ќе направи преку градоначалник на СДСМ. Ке има мандат или континуитет Горан Герасимовски и тој има да дели маркички, нова урбана структура, да не речем урбана мафија блиска на ВМРО-ДПМН, и тој има да се гради во главниот град, како Белград на вода, како Скопје 2014 има да се штанцат станови и куќи, да се смени секаков состав во центарот на главниот град на Република Македонија. Гледате, која вознемиреност се предизвика кај Максим Димитриевски после објавата на една вест, мислам дека е тоа порталот на телевизија ТВ21, дека тој ќе биде министер за одбрана, дека ВМРО-ДПМН ќе го добие градоначалничкото место или ќе има свој кандидат на изборите во Куманово, а дека на партијата Знам на Максим Димитриевски ќе биде доделена општината Центар. И имате реакција 7 или 8 дена претходно на министерот за правда Игор Филков, кој се смета за дел на скопското крило, што ќе рече блиско до Бранко Царенковски на партијата Знам. И Игор Филков ви се споменува веќе неколку месеци дека треба да биде наследник на Максим Димитриевски, и тој влегува во конфликт со Антонио Милошевски, како го нарекол кусурот на Никола Груевски. Кусурот на Никола Груевски го критикувал министерот за правда за одредени реформи во македонското судство или македонското правосудство. Кој е кусур на Никола Груевски, тоа ќе рече дека Никола Груевски преку Антонио Милошевски го соопштува ставот до македонската влада дека не е задоволен од
интензитетот на судските реформи во Република Македонија, читај правење на правени предуслови за враќање на Никола Груевски во Република Македонија, на или надвор од политичката сцена во Република Македонија. Но ако некој министер од партијата Знам употреби формулација за Антонио Милошевски, кој е потпредседател на македонскиот парламент, кусорот на Груевски, то не може да биде направено без координација со Горан Минчев, генералниот секретар на партијата, а преку Горан Минчев, Бранко Царенковски да климни како Лазар Кулишевски со главата, Игор Филков да влези во конфликт со Антонио Милошевски. Игор Филков, начело на партијата Знам, е многу пофлексибилна варијанта од Максим Димитриевски. Никогаш Бранко Царенковски после евентуален пораз на СДСМ на локалните избори не може да се врати назад партијата, бидејќи таа партија има две опции, две можности, или да биде трансформирана во Знам Струмица под контрола на Зоран Заев, да имат 4, 5, 6 пратеника и да бидат секојаш некаков придружен дел на некоја владина коалиција со ВМРО-ДПМН, или Бранко Царенковски, неговата скопска структура да ја преземат власта во партијата. Ако е Максим Димитриевски начело на Знам, или да нема спојување од типот на Тито Петковски и Радмила Шекеринска, СДСМ и партијата на Тито Петковски 2008 година, тоа со Максим Димитриевски ќе биде тешко изводливо. За да биде полесно изводливо, мора Игор Филков да оде начело на таа партија и да го замени Максим Димитриевски. Тоа е суштината на политичките процеси. И кога некој ќе видите нервозен, одма да реагира на некаков надпис на портал, на телевизија 21, тоа кој го прочитал, кој не го прочитал, но мора во корен тие процеси да бидат ставени, да бидат редактирани, да не се дозволи да ескалира тие процеси или муабетите околу тие процеси. Максим Димитриевски вели, партијата Знам ќе има свој кандидат на изборите, на локалните избори во Куманово. Тоа не значи поддржан од ВМРО-ДПМН. Може да биде поддржан од ВМРО-ДПМН, тоа е едната опција, а втората опција е трите политички партии, и Знам, и ВМРО-ДПМН, и СДСМ, доаѓаат со свој кандидат на локални избори во Куманово, па тој што ќе биде подобар да биде поддржан од другата партија или коалиционен партнер. Ако кандидатот на ВМРО биде подобар од Максим Димитриевски, во вториот круг, ако влезат СДСМ, да речеме и ВМРО-ДПМН, Знам на Максим Димитриевски да го поддржи кандидатот на ВМРО-ДПМН. Така да на Максим Димитриевски не му е баш најсјаен хороскопот, ќе мора многу да голта, ќе мора многу да коленичи, ќе мора многу да моли за да биде поддржан од ВМРО на локални избори во Куманово. Насловот нова анализа требаше да биде Мицковски меѓу Кочани и Груевски, мислејќи токму на улогата на јавниот обвинител Коцевски во целата оваа разврска во Кочани, судска обвинителска разврска во Република Македонија. Гледате 32-33 минута, ние немаме време да анализираме улогата на Коцевски и конфликтот Мицковски-Коцевски, тоа во наредниот вторник, така што вечерашната политичка анализа би имала некаков работен наслов Сивна птица од Кочани. Мислам дека процесите ги објаснивме. Сакав да ви објаснам и Доналд Трамп, неговата царинска политика со одредени бројки, екзактни податоци, така натаму, што сака да постигне, како сака да го намали увозот, да го зголеми извозот, да го намали дефицитот, долго што се враќа каматите за долго што се враќа да може да бидат на некој начин минимизирани за 400-500 милиарди долари, бидејќи стануваат сега огромни, кога се земале кредити била некоја стапка 2,5%, сега е каматната стапка некаде 4,5%, мора да интервенират надлежните институции, се намали каматната стапка, а ако се намали соодветно тогаш и враќањето на долгот ќе биде помало за 200, 300, 400 милиарди долари. Тоа ќе се обидам да ви го објаснам наредната вонредна политичка анализа, сепак имам завршено економска политика и развој, само уште магистарската да одберем, ќе бев магистар по економски науки, сум ја почнал кариерата како што велеше Ерол Ризаов, правејќи политички анализи, сум бил многу добар во тие политички анализи, како што били тој, не би сакал самиот тоа, нели, да говорам. И можеби некаде таму на крајот на кариерата човек ќе се врати од таму кај што има почнато, бидејќи во основа парите и економијата се основи на политичките разврски. Тој што има контрола или ги следи трагите на парите, може да направи добри политички анализи и да ги погоди политичките процеси. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Мирко и Славко, Васил Панчев или Васил Рингов и Дарко Панчев, СДСМ и ВМРО-ДПМН. Многу ми насметат дека е тоа наша судбина, не е наша судбина. Некојаш треба судбината да земите во ваши раце. Мислам дека сега е крајно време тоа да го направите. Ако тоа не го направите, тогаш кој ви е изборот? Да сеите на плажи на Халкидики и да се жалите на лошата политика, лошата држава и лошиот правец во кој се движи Република Македонија. 30 години некој вас ви кажува дека не треба да ни се мешаат сранците. И еве не ни се мешаат сранците. И ние оставени така, без мешање на странците, докажуваме
колку сме биле неспособни, кога не ни се мешал Белград, кога не ни се мешала Љубљана, кога не ни се мешала Европската унија. И ние, јавајки на Белград, јавајки на СФР Југославија, сме се сметале дека сме посилни од Бугарија. Во еден момент кога останавме сами, тешко ни беше се соочиме дека Бугарија е членка на НАТО, членка на Европската унија. Не само што е членка на НАТО и на Европската унија, туку ни бега 20-30 години. Бугарија која била 50 години позади нас, сега оставени сами, кој никој не ни се меша, никој не ни наредо што да правиме, ние станавме последната слепа улица на Балканскиот полуостров. Ново интервју недела 22 часот, нова политичка анализа вторник 2 часот и 30